Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Синоќа се одиграа последните две осминофинални средби од првиот круг во Лигата на шампионите. Реал Мадрид во двомечот со Шалке влезе како голем фаворит, а веќе по првиот надпревар одигран во Гелзенкирхен, сосема е јасно кој тим оди понатаму во четвртфиналето. Кралевите со 6-1 го демолираа Шалке пред неговите навивачи. Бензема, Бейл и Роналдо постигнаа по 2 погодока за 6-0 за Реал, а Хунтелар во последните минути ги постави конечите 6-1. Голманот на Реал Мадрид Икар Касилјас по 925 минути конечно беше соладан. Од друга страна, доста понеизвестно ќе биде во ремашот во Лондон помеѓу Челси и Галатасарај, откако двете екипи одиграа без победник во Истанбул 1-1. Челси победи уште во 9-та минута преку Торес, а конечниот резултат 1-1 го постави Чеджу, кој погоди за Галатасарај во 64-та минута. Главните фаворити го продолжија походот по трофеот и во осминофиналните пресметки на турнирот во Дубај. Новак Џоковиќ немаше тешка задача на мечот со Роберто Баутиста Агут, соодувајќи го со убедливи 6-1 и 6-3. Негов следен ривал ќе биде Михаел Јужни. Федерер пак со многу проблеми успе да стигне до победа против Радек Степанек со 2-1 во сетови. Во следната рунда Федерер го очекува пресметка со Росол. Пласман во следната рунда исто така обезбедија и Цонга и Бердих, кои пак ќе играат меѓу себе во четвртфиналната пресветка на АТП Мастерсот во Дубај. Кевин Лав од Минесота и Кемба Вокер од Шарлот се прогласени за играчи на неделата во исочната, односно западната конференција во NBA лигата. Во трите надпревари за Кевин Лав, од кои две беа со победнички исход за Вулфси, тој бележеше фантастични 36,7 поени, 12,7 скока и 3,7 асистенции по надпревар. Во победата против Јута Джез на 22 февруари го оствари првиот трипл-дабл учинок во својата кариера со 37 поени, 12 скока и 10 асистенции. Вокер пак со Бобкетси помина низ перфектна недела од 4 победи во исто толку надпревари, постигнувајќи 22,5 поени, 8,8 асистенции и 5,5 скока по надпревар. Во победата против Гризлис на 22 февруари постигна 31 поен, 5 скока и 8 асистенции. Други номинирани играчи за овие награди беа Ал Джеферсон, Стеф Кари, Пол Џорџ, Џамал Крафорд, Блейк Грифин, Крис Бош, Двейн Вейт, Кевин Дурент, Демијан Лилард, Ајзеа Томас, Кайл Лоури и Џон Вол. Домакините победија на 8 средби од 10 кои беа на синоќешната програма во NBA лигата. Во дербито на Западот, LA Клиперси славеше пред своја публика со 101-93 над Хјустон. Блейк Грифин оствари 23 поени и 16 скока за Клиперси, кои триумфираа на 6 од последните 8 меча, претворајќи ги 20 загубени топки на Хјустон во 30 поени. Деандре Џордан го забележа 30-тиот дабл-дабл учинок оваа сезона со 13 поени и 10 скока. Кај ракетите се истакна Двајт Хауард со дабл-дабл учинок од 23 поени и 11 скока, а Џејмс Харден додаде 18 коша. Кајри Ирвинг го предводеше Кливленд до изненадувачка победа на гостувањето во Оклахома Сити со 114-104. Ирвинг постигна 31 поен, 9 асистенции, 5 скока и 4 украдени топки. Тандерси го претрпеа третиот пораз на домашен терен по All-Star мечот. Дурент имаше 28 поени, 10 скока и 9 асистенции, а Весбрук 24 поени и 9 асистенции. Чикаго Булс го надигра Голден Стейт со 103-83. Гибсон постигна 21 поен, Бузер 15 поени и 13 скока. Стеф Кари беше запрен и постигна само 5 поени за воините. Портланд Трейл Блейзерс го запиша 40-тиот триумф сезонава откако синоќа на свој терен го солада Бруклин Нетс со убедливи 124-80. До четвртата победа поред, Портланд беше предоден од Бартон со 20 поени 11 скока, а одличен беше Мо Вилијамс со 21 поен, 7 асистенции и 6 скока. Кај Нетси најефикасен беше Дерон Вилијамс со 12 поени, а 11 даде Џо Џонсон. За вечера во NBA лигата само 4 средби. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.